како викаат, се што убаво кратко трае. Животот ти носи различни предизвици, те става во ситуации од кои што излезоте ваков. Под насловот читате, поради финансиски причини морам да го продам мојот автомобил, кој што го купив пред година дена, повеќе од година дена. Поминав убави моменти, навистина беше убаво да се вози на ваков автомобил. Сон на секое дете, па и мој. Но знаете, животот Чекај се, ајде да бидеме реални. Ама биди фер, биди фер. Дали го отвори видео ради насловот? Биди фер. Не е како што пишува на насловот, но сум заборил кликбейт како се прави. Денеска во ова видео ќе ви кажам две работи. Првата работа е дека точно го продавам мојот автомобил Mercedes CLS 2018 година, 300 коња, 4x4, возило кое што стварно е преубаво и со многу убав интериер, совршено возило барем за мене, но поради одредена причина која што ќе ви ја кажам во видеото, јас одлучив да го продадам, така што веќе од сега, од тој момент, колата е на продажба. Истата можете да ја видите на плацот на L Motors, можете да се јавите на овој број и да добиете повеќе информации за цената на возилото. Претпоставам дека веќе е објавена на нивната веб страна, која што ја гледате сега. А зошто ја продавам и како ја продавам, ја мислам дека е најубаво прво да се повозиме. Него Петар, дали е поради финансиски причини сега му аведов? Дали сте, да, плата ти дадов, тоа е подмирено, фирмата не е задолжена, добри сме. Ајде сега, зошто ја продавам колата? Ајде да ви кажам. Чекајте, што мислите вие, одма. Чекајте, полека ќе ви кажам зошто, како се продава. Прво, тој што ќе си ја добие, треба да ја добие. Не дека L Motors нема да ја средат, ама кеф ми е за последен пат. Тој што ќе ја добие, реално си добива така чувана кола, колку ми беше кеф што си ја возев годинава. Мераци! Мене ако ме прашувате, реално на пазарот, возило кое што е спортско, има ваква комоција, со голем гепек, малку троши 9 литра на 100 км, што реално за спортско возило е многу малку. Треба да стиснам, нели? Четири Континентал нови гуми, зимски и 2 Континентал летни гуми. Така да, сервисирана, топ. Размислав дали да ви ја покажам само малце повеќе кола натре надвор, меѓутоа тоа сум го правил и на стори, сите што ме следите знаете за какво возило станува збор, а за сите вие кои што сте заинтересирани да ја купите, тоа ќе можете да го направите, веќе ви кажав, преку L Motors, на лице место ќе можете да си ја видите и повеќе информации ќе имате секако на нивната веб страна и на лице место која ќе ја видите самата кола. Сега што се случува? Поради успешна соработка од 6 месеци, giveaway-от реално згази годинава и фала ви за тоа што учествувавте, за тоа што купувате коли од L Motors. Продолжуваме соработката која што ќе трае и следнава година. И моја идеја за еден маркетинг план, односно маркетинг стратегија годинава е јас да возам различни коли од L Motors, кои што после моето возење од месец-два колку и да ги возам, ќе се продаваат и вие ќе можете тие возила да ги купите. Јас ќе правам, да речеме, ако се прават car review-а со едно видео, јас ќе правам car review на месец дена и точно ќе ви споделувам кои се предностите, кои се маните, кои воопшто ги имаат возилата кои што ќе ги возам и на таков начин сметам дека целата таа маркетинг стратегија ќе биде на високо ниво. Сега во таква ситуација јас реално немам потреба од вакво возило, затоа што јас ќе си возам возила цело време, цела година од L Motors различни. Во ова видео ќе видите која ќе биде првото такво возило. Само поради таа причина јас решив оваа кола да ја продадам. Така што кој да се одлучи да ја купи, јас ви гарантирам дека ја добивате во перфектна состојба, пред месец ден направив сервис, купив и нови гуми, и летни, и зимски, тоа се ви го кажав и мислам дека самото возило за себе зборува. На пазарот CLS
Мерцедес, мислам дека сите знаете за што станува збор, така што мислам дека правам добар потек. Еве вие пишете у коментар што мислите за мојава цела идеја. Така што јас одам сега на кај L Motors, се наоѓа на патот за Илинден. Еве веќе тука гледате адреса и од таму ќе ви покажам што решив да возам како прво возило за оваа година која што ќе биде опфатена оваа соработка. Па луѓе мои, следниот месец, можеби 2, ќе видиме колку, јас се држам со ова прекрасно возило. Станува збор за Range Rover Vogue D180 Aerodynamic спортска варијанта, возило кое што реално секој би го посакал. Јас ќе имам прилика прв пат во мојот живот да возам Range Rover. Она варијанта Velarot реално е многу голем, за во град барем од секогаш јас сум изборил на сите околу мене дека Range Rover Velar, ако сакаш да возиш, тогаш треба да имаш начин на живење да патуваш цело време. Меѓутоа оваа варијанта Evoque е идеална и за во град и за автопат. Доаѓа со 20 бандажи, фул опрема. Ќе влеземе внатре, сакам малку да го погледнете и внатрешниот интериер кој што е целосна кожа. Исто така ќе ви го покажеме и надворешниот интериер ако веќе не го гледате. А реално мене ќе ми треба неколку дена да ја повозам, малку да ја научам, затоа што првпат во мојот живот ќе возам Range Rover. Многу повеќе околу оваа кола ќе ви кажам на мојот Instagram профил, а предлагам во нареднава минута да ви кажам што се содржи ова возило. Годината на производство на овој Range Rover е 2019, а од опрема има буквално се. Автоматски менувач, команди на волан, алуминиумски бандажи 20, климатроник, LED, дневни светла, ABS кочници, има 4 различни модови за возење, тоа е спорт, економик, комфорт, спорт плюс, SP контрола на пролизгување, мултимедија навигација, нормално, исто така и камера за рикверц, кожен волан, кожна шалтабла, команди на волан, адаптивен темпомат, кожен интериер, блек пакет, старт-стоп систем, електрика на прозори и ретровизори, keyless go, светла за магла, електрика на гепек, еврокуќа, сензори за дожд и светла. Па луѓе мои, тој што ќе го купиме од Мерцедес и ги добива и овие клучеви нормално, можете да се јавите кај L Motors, сите што сте заинтересирани, да го погледнете возилото, како викаат, само сериозни купувачи, не прифаќаме замени, така што јас влегувам во колата, малку да се повозам со овој Range Rover, да го запознам, да видиме што како. А мислам дека е паметно и да исајме на Марта, ако имаме време и на Мандар да го видат, а? Ја мислам дека треба да го пробаме тоа. Како и да е. Нека е со среќа на тој кој што е заинтересиран да видиме каде ќе се продае. Ајде! Сега, како треба да ви кажам прв печаток, искрено, ја не знам како ќе ја вратам кола назад. Луѓе, стварно е многу добро, мислам, ќе си дадам неколку дена да ја повозам, да ја осетам. Заследете ме на Instagram на Лазаров профилот, за да секојдневно нешто ќе ви споделувам ново. Прв пат возам Range Rover и искрено партали. Многу ми се свија. Не очекував дека кога ќе се симнам од Мерцедесот, веднаш некоја кола ќе ме фасцинира. Меѓутоа, удобна за возење, сочувана е внатре многу, кожа. Ми збореле во принцип во животот кога ќе се качиш во џип, остануваш во џип, не сум се противел на тоа. Реално рано е уште толку да се возбудувам тука нешто и да кажам дека ќе биде ова тоа. Меѓутоа, врв инаку има 2.0 мотор, 180 коња, потрошњата е 10-11 литра на 100 км, така што за џип мислам дека е супер. Мислам дека е време да му сееме на Мандар, идеме да го земеме, да видиме он што ќе каже за све ова. Тука е новиот стан, се прави ли? Се прави, фасада готово. Значи, оди се по планот, ми се свиѓа. Марта ни е зафатена, за жал, нема да можеме да видиме реакција, но на стори ќе видиме реакција. Сега да го побараме Чичо. Ова е добра кола. Ало. Добар ден. Добар ден. Се јавуваме од редакција на Range Rover. Вау, кој зема, бе? Брат, искрено ти кажам, ќе ми биде мака да им го вратам на луѓето. Па не го враќаме, што куре? Не, Не го враќаме, ќе се влечеме. Ама многу е добар. Многу. Брат, ренџеве, брат, што сакаш нов е да тем? Кој е? 20, 19. Брат, што сакаш опреми, ти реков ми. Све има, брат, све, фул оправ. Дигитал кокпит, камери, рикверц, автоматик нормално, не знам, све друго. Ја можеш да снимаш видео со камерата. Најако, знаеш што ми е? Ми се отвара гепекот на копче. Тој се затвара. Лелелелелелелеле. Колотнеш се много. Лелелелелелелеле. Тој да го видам, ај, не сери.
Да дојдам? Да дојдеш, ја еве се прибирам на кај дома возам, тука Ајде. пред вратата. Сега ќе дам, сега ќе дојдам бе другар, сега ќе дојдам. Ако не те најдам дома ќе ти дојдам. Ја морав малку со шекерите. Чичо? Не, зашто далеч? Оф, надојади. Ле. Ау, па и кваки те излагаат, па. Ау, кожи, можи, ле. Ау, брат, авиони ова, ја го знам стариот модел, брат, нови опет. Пит матер, брат. Шичо. Многу е добро. Ова е свет дигитал, така? Све е дигитал. Не, тетки ќе си играме. Чекај. Ле, мирише на ново. Со камери, Камера и програмча. со све. Брат, искрено тоа зборам у видео. Джипе, брат, мислам, приметаш Каде некако... грамадно е, и по високо стоиш. Види, Многу е добро, брат. сега споредуваш спортско Да, со види. Реално и SUV, сега да видиме, давам газ, брат, значи нема споредба со 300 коња и колку Ова е е 180. 160 тепа. 180. Пола е, брат. А джам, брат. Брат, ново е, брат, види го, Леле Воланов каков е, брат, авион. Нели? Авион, друже. Со модови, со све, Со спорт, све, мод, брат, комплет, со да, све. да. Еве ги. Меморија на седишта, на ова, на Кожа, тоа. види ја. Не е Алкантара, мислев Алкантара, бе, ова е... Кожа се бе? Не е кожа, да? Шо е? Па не знам, нешто убаво, ама неке... Мислам дека прв пат на моја возило ти се свигаат бандажи. Брат, знаеш дека не ги забележав убаво? Плански црни. Прво у бравата ми отиде мозок. Главчич. Да ја да купам, ама? Може. Ако е ова 50.000, за мене 55. Не знам, значи искрено дека не праша колку е? Па не Но за прашеш ти нормално. За сите тие информации ќе ги имате кај мене на Инстаграм. Така што следете ме за да дознаете све у иднина. Чекај да застанам уште надвор да ја видиш Да, да даеш обавезно. да дадеш оцена. Обавезно. Кажи за крај на видео за бандажите. Чекај, па тоа пошто тргнав, која ти ме кола и брза. да ја земам, да ја возам. Леле, да. Многу се добри. Е, сега со ПСК профил, брат, сега можеш да гагаш сите дупки што ти душа сакаат. Има една работа. Што? Не значи дека морам да ја вратам, можам и да си ја купам. Значи Можеш ја да у принцип купиш. годинава правам една стратегија да пробам повеќе коли на крај да знам Тоа што да ќе си ти кажев, тоа ќе ти кажев. Извози Тоа е ти сега благослов. најаките коли што можеш и ќе одлучиш пошто до година више ќе има буџет треба поголем за ауто, така? Фала ви што не гледавте, Чичо, фала ти што Еј. дое. Со здравје се вози и сите наредни и ова. Јас ќе кажам со здравје се вози овие неколку недели. Така да, така, здравје да ти треба видиме секој ден. кој од вас ќе купи оваа кола. Тоа е поентата на цела оваа соработка. Јас да ви покажам кои ви се бенефициите, зошто треба да ја купите, што е предноста на оваа кола и кога ќе ви кажам, ќе видиме кој ќе ја купи. Лайк, шер, сабскрајб. Фала ви што гледавте и ова видео. Очекувате и нови видеа периодов. Се гледаме на 18 јуни со голема прослава, роденденска, 5 години од каналот, каде што подарувам станче, количе, моторче. Тател мотор, ја да повозам нешто. Хотел Моторс. Та што? Ќе средиме, Чичо, не е Ќе го прavo, оставиам бебето. Ќе средиме. Се гледаме, чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just